Срам да ви е на сите на Facebook што ме следите. 3 дена да не ме прашате, Сашо, како си, жив си, едно пораче да пратете. Знаете, пред 3 дена кај мене мигранти дојдова. Се распакувава, се вселива, се избањава, вечерава, се прејадова, од прашакот се нашмркава, па ме нападнава, ме врзава, ме силувава, завршива, се облекова и си отидова. Изгледа не им се погодив у сексо. Најве си отидова. Се јави кај овие, кај нашиве у власта, викам, извинете, викам, мигрантиве, ме напуштива. Виделија ватива. Викаат, од владава ми викаат, тоа е Сашо сега, не си се покажал. Веројатно сакале да го спостават некој поквалитетен, емотивен однос со тебе. Не си се покажал. Си покажал одредена доза на ксенофобија и си заминале, ама немај гајле. Имаме, вика, на лагер да ти пратим еден човек. Вика, не е муслиман, не доаѓа од овие ратниве, военниве жаришта што се у таму Азија. И кој бе, викам, човеков? Вика, не се секира, ово е колумбиец. Каде бе, викам, колумбиец? Од каде бе, тамо сега колумбиец, овде ли мигранти и колумбици ли ке почна да доаѓат покрај непалци, афганистанци и бангладежани? Не се секира, вика, ова е, вика, главниот дилер, вика, на извршен комитет на СДС. Он е тој, вика, што ги снабдува со дрога. И кој е бе, викам, тој? Викам, како се вика? Викам, Милуел Вогас. Така се вика, вика, колумбиец. Од каде, викам, сега Милуел Вогас? На СДС дилеров кај вас на лагер. Па бе, вика, каде, вика? Овие, вика, СДС, пошто, вика, имаат овај негативен став кон поплавава на мигранти што очекуваме и сега да не си рушат пред народот рейтинг, пошто народот многу им верува, да не продаваат демагогија, дека поплавата на мигранти е предавство на Македонија, безбедносна закана за Македонија, ова за Македонија, све најлошо за Македонија, за да не се покажат пред јавноста дека се демагози, ако го прими некој од нив, кај нив, у нечи станот, тие што се у извршен комитет, па вика, не замолија нас, пошто и така сме више со мигрантите, вика, влезени на големо, и овој да го распределиме негде у нечи дом, во нечие семејство, па вика, еве, вика, земи го ти. Ај, викам, ке го земав, вака фино човече, тој Милуел Вогас. И спие сега него намо. Нешто појма немам, некоја комбинација, има некоја торбичка, куферче со лекови, некоја комбинација бапна. И еве го уште спие. Не ни мрда, може, не верувам да умрел искусен. Знае што да комбинира за спиење, за релаксација. И така, викам, како бизнисот, господине Милуел Вогас? Ако дојдовме кај мене вчера, многу добро, вика, многу добро. Ја, вика, у криза бев огромна, вика, во Колумбија. Јас сум, вика,
дел вика од картелот Кали и вика криза голема вика не. Ама вика кога стапи вика у контакт едно дете вика од СДС. Едно талентирано политичар че се гледа дека ќе го биде. Младо така крупно јадро. Како ме најде? Ми вика господине вика Милуел Вогас, шо имате за мене? Ја вика сега ќе бидам дел од извршен комитет на една партија вика у Македонија, една партија на умирање, па сакам да ја кренам. Ако не на политички вака план со идеи, онда вика да ја кренам бар со одредени субстанции. Дали се психотропни, дали се овие другачи, амфетамини, ова она. Ја му викам нема проблем да и за кревање кажи колку треба. Вика 3 тона. Шо бе 3 тона му рекол Милуел Вогас, нови талентирано политичарче младо од СДС, у извршен комитет, како се вика тоа, шо е? Шо бе 3 тона? Па вика 3 тона кока за почеток за мене, а после ќе видиме за другиве, прво ја да ја пробам. Кај, ја викам, и кај викам од толку дилери у Колумбија, баш тебе бе, како Милуел Вогас те најдоа. Вика, тоа е, вика, некоја подсвез, вика. Некоја подсвез, вика. Нешто, вика, моето име ги асоцирало на задоволство ми, вика. Така му рекол тој младиот политичар на СДС, што е сега извршен комитет. Тој дрогашот, што го знаеме сите. Така му рекол. Вика, му рекол господине, вика му рекол, ој, добро, како ме најде, знаеш? Преку кого? Му рекол господине. Чиста, вика, наркоманска интуиција. Како интуиција наркоманска? Така, вика, вашето име, Милуел Вогас, ме подсеќаше ме асоцира на огромно задоволство. И вика, така ве најдов по мирис. Свака част. Свака част. Сега е кај мене, овој пат многу привремено, пошто планира да чека сега да му стигне на Мештоја да се всели у штабот на СДС на Бихачка. Само чекам на Мештоја да му стигне по мене. Ете тоа ви е причата со Милуел Вогас. А уште еден доказ за страотната ароганција на партијата, што ја споменувам често. Знаете кој е најголем доказ за дека некој е арогантен? Еве конкретно како партија, кога ја потценува јавноста, кога јавноста ја множи со нула. Тоа знаеме како беше во минатото, кога беше оној неуспешен референдум што ни си го прогласија за успешен. Мртви ладни, пред целата меѓународна јавност, неуспешен референдум која прогласија за успешен за промена зима. Знаете што се приметува дека уште таа ароганција е дел од нивниот ментален склоп. Значи имате дрогаш, фатен на дело, кој призна дека се дрогираше јавно, со кока, кој си даде оставка од тие функции што ги имаше во СДС, поминаа година нешто дена, и они мислат јавноста заборавија и го прават член на извршен комитет. И ти се појавува на телевизија, исто така јок направен, со кој знае каква дрога, претпоставуваме кока, и ти кажува тебе на телевизија, ти кажува за погрешните политики на ВМРО ДПМН. И ти кажува за мигрантите. И ти кажува дека ВМРО ДПМН ќе ја предавал Македонија. Ја загрозувал сопствениот народ. И таа дрогашка будала треба да ја слушаш и на телевизија како лупета. Јок напред. Очи не джамли! Джамли!
И пак го ставаат дел од таа, од врвот на таа партија. Демек јавноста заборе, ајте тргнавме години, ела па да те вратиме, пошто јеби га, дете на наши идеологси, на наша апологетци, дете на еден од најобскурните ликови на македонската политика, со кого работел, со кого шурувал од странство, договарал промена на имиња, промена нова, му нудел на председател куфирчиња пари, на председател на држава и така натаму и скапоцени вазни и курсе тресе и сите тие работи. И овој мора да биде во извршен комитет, пошто нема нели други деца во Македонија што може да бидат дел од таа партија и што се веројатно 10 пати поквалитетни и немаат дилер од маштабот на Милуел Вогас. Дилер за двојни задоволства. Милуел Вогас. Самото име доволно зборува. За мојот газ ноќеска не прашувајте, него само сакам да ви кажам, ради владата го прими. На ден, 2, 3 ќе си оди у штабот на СДС ќе се пресели. Пошто овие од влада им рекли: ваш дилере, вие снаоѓете се. Ние можеме толку 2-3 дена да помогнеме, кај наш човек да го пратиме, човекот доверва, тоест мене, владата мене има доверва. Са јеби га, кој што си учел? Мене едноставно Господ као да ме црпна од нивата, и ме направи ВМРО-ец. Што да ви правам? Судбина. Ама штета што не се дрогира. Ќе си бев сега у извршен комитет на СДС. Тамо. И замислете се. Замислете најневеројатна приказна. Тие идиоти што ставаат дрогаш у извршен комитет и што веруваат дека народот, јавноста заборавила дека е джанак, го ставаат у извршен комитет. И замислете сега најидеално сценарио за СДС: еден ден доаѓаат на власт. Тоест, ние глупаци забораваме на све, забораваме на секого. Некоја форма голема на трауматска губење на сеќавањето доживуваме, ги донесуваме пак СДС на власт. И замислете, тој джанак ќе ви биде или некоја висока функција политичка ќе обавува, ќе ви биде некој премиер, пошто е дете на многу обскурен лик, многу дубиозен лик, многу опасен лик на македонската политичка сцена. Или ќе ви биде премиер, или ќе ви биде некој директор на некоја безбедносна служба. Тој джанак. И ВМРО се криви што овие СДС го примиле извршен одбор. ВМРО, знаете што требаше да направи? Одма он тогаш кога го фатија како шмрка, како мравоја тоа коката, уште тогаш кога си даде оставка на сите негови функции што ги имаше у СДС, пошто не имало неколку функции, не само една, тие се такви деца многу способни, кои се нашмркаат. И ВМРО тогаш требаше да рече: дечко, ела, не ризикувај. Еден ден овие падате вратат у партија, па евентуално да станеш заутре премиер или ова, дојде ние да го искористиме твојов неоспорен талент што го имаш. Еве са Тошковски да му се јавеше, например. И да му речеше: дечко, дојди, нас ни требаш овде, во МВР. Имаме депо кај што ја складираме запленетата дрога. Можеме да те вработиме главен и одговорен за контрола на квалитет. Ти прво да ја тестираш дрогата на тебе.
Што е добро, одма да се препродава, оти... Што е добро од дрогата, одма да се препродава. Знаете, ние од безбедносни служби имаат црни фондови, тука се финансираат одредени black operation, што ги викаат американци, не, значи потребни се такви средства, не е тоа за ниедна земја нешто чудно. Најубаво ќе се снајде тамо тој тип. И што се вика нема да биде на штета на поширока околина, да не кажам на целата јавност. Папни го тамо у депо сега, нека контролира квалитет на дрогата што ја запленува МВР. Нема болji од него. Тој човек е едноставно роден за таа работа. Тој е дарба, тој е Божји дар. Тој нема нос, има сурла. Мислам, горе има сурла. Доле Милуе Вогас ке треба да го прашам, затоа само малце ми е непријатно такви прашања да му поставам. Кај го знаеш тие дилери колумбиски? Може ќе се навреди, ќе се најде увреда. Не знам како него вреѓа кумов што му го дал име во Милуел Вогас. Ја би го навредил ако би го прашал за одредена сурла нечија. Мислам, ете тоа е грешката на Тошковски. Не го вработи у депото, Джанаков па си го врати у СДС извршен одбор и сега утре, ако ние имаме амнезија колективна добиеме, не знам, под дејство на некоја траума колективна, замислете па да ги донесеме СДС на власт и тој Джанак ќе ни биде премиер. Или поема не. Некој моќен министар или поема не. Директор на АНБ, на ова, на она. Тоа е. Ајде да не ве тупам више, недела е убав ден. Ја морам на преврска да одам. Мигранти, бе. Гзов, као јапанско знаме, ми го направам. И сега морам на редовни преврски да одам. Ама, секоја жртва сум рекол ке ја истрпам. За татковината, за државата, за владата. Гзот ми е таков како што ми е направен, но ако треба, ја утре уште 10 мигранти ке примам дома. Та ако еднаш сум го издржал она од мигрантите пред 3 дена, ја мислам дека нема, нема нешто друго што ќе може да ме сруши. Не постои такво нешто. Кога те селуваат мигранти, сваќате една многу битна работа, филозофски да ви кажам. Кога ве селуваат тројца мигранти, сваќате дека не сте направени од стакло, дека се може да се издржи. Затоа, немојте да се плашите. Со радост пречекајте ги мигрантите сега кои ќе стигнат. Вдомете ги, вселете ги. Секоја жртва што ќе дадете, да знаете, сте ја дале на браникот на олтарот на државата и таа болка лесно се поднесува. Малце не можеш да седиш, не ме гледате вака на страна, малце седам, не сум вака убаво седнат, него вака на страна седам. Ева, као хемороиди која имат човек. Ама добро се, тоа е тоа. Никојаш не се жали човек која се работи за да ускокне во помош на државните интереси. Ајде чао.